се почнае така. Провинцијалките дојдени што успеа да се инфилтрираат во големиот град. 5 оделенија и дојдем. Браво, на манарки. Здраво сите. Јас сум Натишта од Кавадарци. Талентирана сум. Јас сега најпресен бизнес ми е с вакцини. Чупе зашто не носиш маска ми вика. Имам ги сите вакцини, пошто Pfizer одам да ги чувам на ладно и еве да не се разсипа. Тоа е Европа, де сме во Европа со звезда. Многу пријам, многу се трудирам, многу се ервам. Се бавим со астрологија и видите со AstraZeneca да се вакцинирам. Кои се афганистанци што ги прибирамо тој е све за ми да идеме во Америку. Маска да клам. Не пеца за сминка, маска да клам. Вакцина, мене не им треба од ја имам ракија. Сек американци малку наљутисва се, зашто Пола Куманова вакцинирасмо се у Србија со Спутник. Се вакцинирав нормално. Значи, била е вакцина и се. А кај ќе го чуеш кога никој не ти се обраќа по твоето име? Дај, осетlela била. Тоа имам дечко. Те си да чува детето. Дали е твое или на јама. Директоре, градоначалник. Горе шо ме снимате ли? Чекайте малко се, да. Чекай, ја почеток сега, не можам, но па сега треба да се представувам, да не се знаеме. Тука е, тоа е, нема друго, толку. Цимери се луѓето со кои пиете ракија од тегла, оти немате измиено чисти чаши. Цимери се луѓето кои ги сретнувате по улица, што врти она кругови околу мало, ко будало у ниедно време, очо другар му мора да купи нешто горе у соба и овој нема кај да оди, па се шуња тука околу, чека да завршат работа. И ако видиш таков некој 2 сат без работа што се врти, знаеш дека цимерот негов прави нешто горе у соба и овој кутриот нема кај да оди. Тоа ти се цимери. Има различни видови на цимери. Цимерот кој не знае дали да си оди од соба и кога да си оди од соба кога ти имаш девојче на гости. Да не ви сметам. А што ќе правите вие сега? Што ќе правите? Ја ви сметам? Не ви сметам, а? А што правите? Не ви сметам, вајде ако поседам дока 4 са бајле со вас тука у соба? Не, а? Ако? Цимерот кој стално поставува глупави прашања. Нешто крцка? Да не слушавте и вие што крцкаше, а? Нешто крцкаше, а? Нешто тропаше, слушнавте? Да нема земјотрес? Не бе, брат, бев. Цимерот, цимирката, кој не чисти. Абе на улица да падне нешто на земја и да го земеш е почисто отколку кај вас дома да падне нешто и да го земеш. Садовине, очо толку време не се измиени, не може да се измијат веќе. Ги фрлаш. Толку, ни топла вода, ни ништо не помага. Фрли ги, очо толку е, крај со тие садови. Цимер или цимерка која премногу чисти. Кога и да дојдеш дома, таа чисти. У слободно време, таа чисти. Во зафатено време, таа чисти. И никогаш не е доволно чисто во вашиот стан. А прашината треба секој ден да се брише. Генералка се прави на 2 дена. Немам ја попаметна работа у животот, ќе правам генералка на 2 дена. Немам што друго да правам у животот. Цимерот, кој кога се тушира у веце, мислиш Дунав го пуштило чешмата и поплавува се. И 3 сати не се влага после у веце, освен ако не си од Охрид и ако немаш кајче за да пловиш у вецено. Цимерот, што кога се брича или цимерката кога се депилира, што запушува и канализација и одвод и подвод и завод и све, и не си сигурен дали некоја куче внатре влегло, па се митарало у бањата. Влакна секаде. Цимерот кој е мрзлив. Тој става кеса на чинијата која јаде, ја зима чинијата, става кеса и јаде на кесата, за да фрли кесата, пуста да не мора да мие чинијата. Да, има и до толку мрзливи луѓе, ако не сте верувале. Цимер, нудист. Тој нудит. Не е битно дали сам дома или не е да понудит.
Ако сакаш, сакаш, ако не идеш, не идеш. Тој е нудист. Тој сака да шета гол по дома. Го гледаш така гол по дома и се нервираш што не е цимерка. Да беше цимерка, немаше да ти смета што шета гол по дома. Не. Цимерка што со едно мочење го троши цел тоалет. Мистерија е кај ој тоалетот и што прави со тоалетот. Уште немаш откриено, не дека никогаш ќе откриеш. Цимерот што е ноќна птица. Цел ден шета, ој, прави, не знаеш ни кај тераш, доаѓа у 2 сата, таман си заспал, тој пали сијалици светла, ќе учи. У 2 сат ќе учи, кога ти ќе спиеш, тој тогаш ќе учи. Цел ден претходно улици не ги мерал. Цимерот кој го прави станот Лас Вегас. Сите сијалици светат секаде, тој не е дома, излезен е. Лас Вегас по дома, а после нема пари за сметката да ја плати. Исклучи ги сијалиците, море, штеди на струја. Цимерот, што секогаш кога си излезен, ти звони и ти вика: "Ало, брат, ај купи цигари, тоалет и кисело млеко, па ќе се раздужиме кога ќе доеш дома." Ја постојано да ја гледам Андријана Лачки, многу се. Многу. Сега. Домаќинка е, бре, на сите телевизиски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домаќинка, ем сам да правам ручек. И си игра умеѓу време. Ма ке да спавате момче, кика шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачки, оти ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам на рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Сега ќе може да ми помогнете вие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? А, тетка Радка, како ги лупиме? Пиперката, ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Блagda, вие сега да излупите пиперки. И тетки бе. Нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер, така овие се македонски стари садови, затоа што цел живот е, цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјината тавот и многу е здрава. Во овие убави садови земјен сад земите ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдоналдс и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжарници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Андријана, врти оро. Фала многу, пријатно живи.